Добар ден на сите. Моето име е Вилма Дамјановска, ученичка во трета година во Средното училиште на град Скопје, Владо Тасевски. И во оваа лекција ќе го објаснам начинот на пополнување на инструментот на платен промет налог за пренос ПП30. ПП30, налогот за пренос, е инструмент во платниот промет кој што се користи за пренос на средства од една на друга сметка во рамки на платениот промет во Македонија. Тоа е документ со кој налогодавачот и наредува на банката да изврши плаќање од неговата сметка на сметката на примачот. Ќе го пополниме налогот за пренос според следниот пример. Лицето Никола Николовски, кој живее на улица Даме Груев, број 7, Скопје, уплатил 3600 денари за потрошена електрична енергија за месец ноември во корист на ЕВН Хоме ДОО Скопје, чија платежна сметка е 3.000.000.21.95922, повикување на број 987654321 12345678901. На овој слайд е прикажан инструментот за платен промет налог за пренос. Од левата страна на образецот се внесуваат податоци за налогодавачот, неговата платежна сметка, банка на налогодавачот, цел на уплатата, повикување на број задолжување и потпис на налогодавачот. Додека пак од десната страна се внесуваат податоци за примачот, неговата сметка, банката во која што е отворена неговата сметка, износот кој што се уплатува, повикување на број одобрување, шифра, начин на плаќање, датум и место на поднесување. Најпрво, во назив и седиште на налогодавач ги внесуваме податоците на уплатувачот, односно во овој случај Никола Николовски, улица Даме Груев, број 7, Скопје. Потоа, во налогот за пренос ја внесуваме сметката на налогодавачот со број 3.000.123.456.789.0 во Комерцијална банка АД Скопје. Во целна дознака пишуваме уплата на сметка за електрична енергија за месец ноември. Во повикување на број задолжување го внесуваме бројот на фактура, а во нашиот случај тоа е 987654321 12345678901. Под ова налогодавачот го става својот потпис Никола Николовски. На десната страна, како примач на средствата, се јавува ЕВН Хоме ДОО Скопје, а потоа неговата платежна сметка 3.000.000.21.95922, која е отворена во Комерцијална банка. Износот на пари кои треба да ги уплатиме за потрошена електрична енергија за месец ноември изнесува 3600 денари, при што внимаваме денарите да ги одделиме од дените со ставање на запирка и внесување на 2 нули по запирката. Го внесуваме повторно повикување на број одобрување, тоест бројот на фактурата, а во нашиот случај тоа е 987654321 12345678901. Потоа внесуваме начин на плаќање 2, што значи редовно плаќање. Датумот на уплата 11.2.2025 година и место Скопје. Шифрата за плаќање на потрошена електрична енергија е 811. Се надевам дека со оваа аудио-видео лекција ви помогнав во објаснување на начинот на пополнување на инструментот на платен промет налог за пренос ПП30. Ви благодарам за вниманието.